Се наоѓаме во Пробиштипскиот регион, поточно речено во селото Трооло, со околу 700 хектари плодно земјиште, 1200 хектари пасишта, со околу 80 куќи и околу 40 жители. Наминавме во ова село да го видиме селото и селаните и да видиме како и тие живеат. Ти порано работеше некаде? Работеше во Методи Мидовски Гарјанци. Колку години? 25 години. И после тоа? После напуштиваме технолошки вишек. Што работиш вака? Што живееш? Од стока. Чувам говеда на 50-60 вари. Чувам. Јас сум регистриран земјоделец без земја. Конкуриравме 2 пати, 3 пати земја, не добиме. На 3/4 дадеа целата земја у Пробиштип, по 400-500 хектара имат земја, ние немаме ни педа. Колку телени имаш сега ова година? Имам едно 3-40 телиња за... На млекото што му правиш? Колку млеко имаш, сирење правиш, го продаваш? Млекото, да ти кажам, не може да го... Немаме, никој не може да дојде да го зима млекото. Ја може да искарам млеко и по 100 кила, 200 кила може да искараш, ама нема кој да ти го зима млекото. Јас сега само идам на телиња. Колку имаш ти вака колку број стадо? Па стадото не е број околу 200 и нешто. 200 овци, а? Да. Јагнињата оваа година ги продав по 110 денари и по 120 денара. Јас да ти кажам право многу не идам на таа технологија млеко да музнам повеќе, идам на јагне, така да многу помалку млеко музнам, не околу до 2 тона навеќе млеко музнам повеќе, не. Имам 5 трактори, 2 комбања, 2 балирачки, приколици, приклучна механизација, се. Мислеме дека ќе земеме 50-100 да примаме вработени лица, да имаше народ да јаде леп, за жал не биде ништо. Да имаме едно 10 хектара земја, не ми треба. И за ова за кравите ќе имам зоб, и сено, ова слама ќе имам. Колку отприлика ти треба пари за да поминиш една година вака? Па едно 5000 евра 6 одат. Ти дека да ги извадиш 2 години треба да работиш. Да ви кажам право, многу тешка работа е ова. Една живеачка може, али испод 200 овци да не си дола. Таа субвенција кад би дошла би како вишок на она бруто плата, така да нешто да можеш да реновираш, дали ќе направиш трло малку да реновираш, дали ќе направиш нешто околу трло, да дотераш некој работа, иначе онака без субвенции нема шанса да се живее.